Таму каде што гледате пробив, тоа се акселераторите. И сега тука ние кај нас имаме некакво поимање што е тоа, мислам дека учиме повеќе од колку што знаеме, тоа е цела наука. Како се воспоставуваат, кој ги менаџира, кои се треба да бидат дел од тоа. И гледаме дека во Европа, дури и каде што имате региони кои што биле уназадени, овие акселератори им помагаат, фирмите адаптираат нови технологии и тоа јас го следев низ моето истражување. После 7-8 години гледате драстичен раст на извоз на високо напредни технологии. Тоа значи дека фирмите успеале да ги внесат тие технологии кај нив. Тоа е тоа што ние треба да го правиме. Треба многу сериозно да ги воспоставиме тие акселератори и тоа не треба да биде безброј такви иницијативи. Според мене тоа за нашава територија треба да бидат 2 до 3 сериозно опремени акселератори со сериозни програми на универзитетите, каде фирмите брзо ќе доаѓаат, ќе поминуваат низ тој процес на обука, на се она што значи да ја внесат таа технологија. Веќе во 2020 во Данска се работеа на така наречени коботи. Тоа не е робот, тоа е кобот. Тоа значи робот кој што ќе примали во неколку индустрии. Го прават за да може да биде за неколку фирми решени.